Иако во догледна иднина нема никакви шанси водоредот како погонско гориво да стане пошироко користен, ниту пак комерцијално исплатлив, тоа не ја спречи Honda да развива вакви технологии. Така, после експериментот со големата лимузина Clarity од пред некоја година, сега јапонската марка повторно подготви возило со горивни келии. Софистицираната погонска техника е вградена во CR-V и се состои од електрохемиски генератор од новата генерација со 125 конски сили, развиен заеднички со General Motors, и електромотор од 177 коњи, кој ги задвижува предните тркала. Батериите со капацитет од 17,7 киловат-часа може да се полнат од надворешниот извор, така што ова возило во основа е плаг-ин. Во двата композитни цилиндри, сместени околу задната оска, собира 4,3 килограми водород под притисок од 690 бари, доволни за автономија од 435 километри. На тоа, струјата во батериите додава уште 47 километри. Додека багажникот е со намален волумен, кабината е скоро нечепната и патниците ќе го имаат истиот комфорт како и кај стандардниот модел. Заради интеграцијата на водородниот систем, ослонувањето е коригирано, а каросеријата засилена. Променете и изгледот на предниот дел на возилото. Испораките ќе започнат при крајот на годинава, а цената засега не е позната. Производството ќе се одвива во сојузната американска држава Охајо со планирана динамика од 2000 возила годишно. Планирано е овој модел да биде лансиран и во Јапонија, а во Европа тешко да стигне.